за апликација за добивање на дозвола или лиценца за работа се аплицира во Министерството за економија. Барање за донесување на решение за издавање на лиценца за вршење угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор. Општи податоци за барателот, причини за поднесување на барањето и точка 3 од овој образец вели: задолжителни документи кои треба да бидат приложени кон барањето. Решение за упис во трговски регистар издадено од Централниот регистар на Република Македонија. Тоа е централен регистар, тековна состојба. Уплатен надоместок за соодветната лиценца и копија од висината на надоместокот определен од Советот на општината, копија од пријава за исполнување минимално технички услови за вршење на угостителска дејност и започнување работа. Таа пријава за исполнување на минимално технички услови за вршење на угостителска дејност и започнување со работа ја добиваш откако ќе ги собереш од полиска станица согласноста, од општината, од државен пазарен инспекторат, тоа е тоа. И согласно со органот на државната управа надлежен за работите од областа на внатрешни работи дека се исполнети условите за заштита на јавниот ред и мир и безбедноста во сообраќај. Кога сите овие документи ќе ги собереш, Министерството за економија нема право да те одбие, туку законот вели: ако сите овие услови од образецот се исполнети, Министерството за економија е должно да ти даде лиценца. Од тука произлегува дека Министерството за економија нема право да преоценува и да проверува документи издадени од државни органи. Нема право да го одбие. Што значи дека кај Министерството за економија не може да има одговорност, и од тука произлегува практично дека сега овие притворени би требало да бидат ослободени. Зборувам за тие што се од Министерството за економија.